Здраво, ви благодарам за оваа можност. Би сакал да дадам кратка изјава за начинот на кој Euromax Resources го развина оѓалиштето Иловица и проектот за бакар Иловица Штука. Користевме 3 групи критериуми за целосно да го дефинираме начинот на кој сакаме да го изградиме проектот. Тие 3 групи се следните. Прво и најважно, заштита на животната средина и здравието на луѓето. Второ, максимизирање на придобивките за локалното население што живее околу наоѓалиштето. И трето, осигурување дека сето тоа е изводливо од инженерски и финансиски аспект и станува збор за одржливо работење. Во врска со првата точка, начинот на кој постигнавме заштита на животната средина и заштита на здравието на луѓето, како и заштита на другите бизниси, како прво и најглавно, се постигна со примена на најдобрите достапни технологии. За да ви дадам неколку примери за тоа, подготовката на минерални суровини ќе биде само физички процес на одделување на минералите кои имаат вредност од отпадниот материјал кој е безопасен и кој може локално да се депонира. Нема хемиско лужење, нема користење цијанид, зашто зборувавме неколку пати, но сакаме тоа јасно да го кажеме. А нема ниту користење на сулфурна киселина, па со тоа нема хемиско третирање на карпестиот материјал, само физичко третирање. Друг добар пример за примена на најдобра достапна технологија е хидројаловиштето. Имаме брана со многу благи косини кои се вклопуваат со локалниот предел. Се состои од градба од цврст карпест материјал, многу е стабилна и нема да се помести дури и при екстремен сеизмички настан, а тоа значи дека е многу безбедна благодарение на примената на најдобрата достапна технологија. Другиот аспект што го применивме за да обезбедиме здрава животна средина и дека нема да влијае врз здравието на луѓето и другите бизниси е да се намали опфатот на проектот. Кога ги разгледувавме локациите за местоположбата на постројката за подготовка на минерални суровини, местоположбата на браната, разгледавме многу локации, ги земавме предвид трошоците за транспорт, но и влијанието на тој транспорт, подрачјата низ кои треба да се транспортира карпестиот материјал. Брзо дојдовме до заклучок дека локацијата што ја имаме, а таа е позади на оѓалиштето, е добро скриена од селата. Нема да ја слушаат, нема да ја гледаат и со тоа апсолутно се минимизира влијанието. Има минимално ниво на транспорт на минерализираниот материјал пред да продолжи со процесот на физичко одделување наместо да се транспортира на поголема оддалеченост, било со транспортна лента или со камиони. А тоа навистина е најдобриот начин за управување со ова наоѓалиште. Друго подрачје каде работевме на минимизирање на опфатот беше локацијата на хидројаловиштето што веќе го спомнав, задржувајќи го блиску до рудникот, што значи дека влијанието и потребата од заштита се однесуваат на најмала можна област, а со тоа и рекултивацијата на крајот на животниот век на рудникот е полесна, следствено и враќањето на пошуменото земјиште и пасиштата за користење од идните генерации. Со втората точка на максимизирање на придобивките за локалното население, прво и најважно, сакаме да го максимизираме бројот на работни места, кои локално ги создаваме во непосредна близина на наоѓалиштето. Има максимален број работни места достапни за локалните заедници на Иловица и Штука и по широкиот регион околу Струмица. Сакаме луѓето да ги почувствуваат тие придобивки, а секако не се само за вработените што ќе има изведувачи. Ако го погледнеме синџирот на набавки, ќе користиме многу локални изведувачи за секаков вид набавки, за градежни материјали, за услуги во текот на работењето од снабдување со храна до сметководствени услуги, правни услуги и така натаму. И повторно ќе нагласам, сакаме тоа да го искористиме максимално најблиску до наоѓалиштето. Тука секако е фискалниот режим. Со поставеноста во општините Босилово и општина Ново село ќе обезбедиме максимални придобивки од надоместокот од нето приход за минерални суровини од наоѓалиштето, од експлоатацијата што ќе ја изведуваме. Ова е нешто навистина важно за нас. Дополнително, други придобивки што ќе ги има локалното население се обуките кои ќе ги обезбедиме за секој што ќе дојде кај нас и успешно ќе добие работно место. Таквите лица ќе бидат целосно обучени, а тоа значи дека тие може да стекнат вештини кои може да ги користат кај нас или доколку така одлучат во иднина да ги користат на друго место, а со тоа се подобро подготвени да се вклопат во работното место, може да се стекнуваат со вештини, иновативност, па со тоа да создаваат и други бизниси во подрачјето, придонесувајќи кон подрачјето како целина.
Тоа беше во однос на првите две точки: здрава животна средина, безбедност за здравието на луѓето, без загадување и максимизирање на локалните придобивки за локалната економија. Со тоа доаѓаме до третото ниво, кое очигледно ние сме деловен субјект. Мора да обезбедиме изводливост од инженерски аспект дека нештата функционираат. Држењето на елементите блиску еден до друг е најдобар начин да се направи тоа, но треба да обезбедиме и финансиска изводливост, што значи дека сме одржлив бизнис, поставени сме во глобална економија и сега секој бизнис е изложен на тоа, било да се работи за цени на суровини, цена на нафта и така натаму. Обезбедувајќи изводливост на најдобар можен начин, што и да се случи во глобалната економија, развојот може да продолжи, а работните места ќе бидат безбедни за локалното население. And then financially viable. That means we're a sustainable business. We live in a global economy now. Every business is exposed to that, whether it's commodity prices, the price of oil, etc. And by making sure we're as viable as possible, it means that whatever happens in the global economy, this development can continue. Тоа е она што сакав да го искажам, на начин на кој луѓето ќе разберат дека ги користиме овие три елементи во текот на развојот во последните 6 години. Имаше прилично детално работење, но секогаш се засноваше на тие принципи кои навистина се важни за Euromax Resources. Thank you very much for listening.